Јас сум Јован Дамјановски, универзитетски професор и литературен творец. Со Игор Томески се запознавме во КИС телевизија, кога тој го потврдуваше својот филм за младите, Прцко, тогаш ми остави уште впечаток како човек кој што ќе има еруптивна појава во нашиот културен живот. И не само во Тетовскиот, туку пошироко во Македонија, па уште пошироко во универзумот, зашто сега тој се јавува од Њујорк и не само како студент, туку и како творец, како човек кој ја шири нашата култура, зашто денеска се зборува на универзално ниво, како една тенденција за глобалното размислување. Игор Томески е истински пример за пример во нашата културна активност меѓу младите луѓе. Тој денеска може да зборува како представник на младата генерација која што на некој начин е вакцинирана од синтагмите на постарите луѓе. Но едновремено размислува и како човек кој што е наследник на генерациите што помина, зашто колку повеќе имаме и можеме, толку повеќе сме должни на тие што беа пред нас. Вистите ги почнуваме со убава информација што ни доаѓа од Њујорк. Младиот Игор Томески е добитник на Нобеловата награда за млади, што се доделува на најдобрите студенти од светот. Дај светло! Порочен Петово! Хвала ви. Како вие без мене, дека манифестација? За Игор Томески би сакал да започнам со мојот заклучок дека е представник на младата генерација кој се обидува да стигне до етичкиот и моралниот лик на современиот млад човек. Од неговите ликови, од неговите творечки зафати до сегашни, зборува за младиот човек кој што се представува како лик, како персона, но секогаш во некоја, како би се рекло тоа, во некоја маска. Зашто според Карл Густав Јунг, познатиот психолог, се зборува дека човечката персона се обидува да се представува тоа како што сака да биде сватен од околината, од средината, а не како што се. Затоа во неговите ликови има многу маски, многу вистински автохтони личности кои што ја представуваат младата генерација која треба да ги носи промените. Зашто како Конфуција, според Конфуција, младиот човек мора да внимава на одговорноста за промените во животот. Зашто ако не сме поинакви едни од други, не можеме да правиме ниту заеднички планови, како што вели Конфуција во неговата филозофија. И покрај младоста, Игор Томески наоѓа некоја посебна подлога за толкување на животот, за вистината во животот. Но едновремено од неговите настапи и како драмски автор, и како режисер, па и како менеджер и продуцент, тој ги поставува работите со едно едноставно прашање. Дали може да дојде во допир со стварноста, зашто стварноста е феноменот, допирот
Достатност е феномен на литературното творење, па и на драмското творештво, но сите прашања што ги имаме во животот и што тој ги поставува, никогаш немаат само еден одговор. Секогаш има повеќе одговори и затоа се останатите да кажат кој е Игор Томески, како творец, како млад творец во сегашнината, но истовремено да се каже дека според мене е име за помнење и име за наше препознавање и не само во нашиот културен живот, кој поширок во светот. Ти си кукавица, кукавица си ти. Не сум кукавица. Јас сум реалист, но некогаш беше идеалист. И беше среќен. Во неговите текстови тој размислува како да проведе некој здравје, некоја звезда што сјаја, некој оптимизам за нов живот меѓу младите луѓе. Достани од ова. На светот му треба некој што ќе направи нешто, некој што ќе го смени светот. И едновремено да ги опомене постаните луѓе дека младиот човек ја има и бината. Сакаме да понудиме квалитет, да направиме промена. Вие да направите промена. Бе, деца. Тоа не си ти. Колку и да е точно тоа што го зборуваш, не си ти. Работите се вон твоја контрола. И затоа е потребно постарите да внимаваат во каква мера и во каква доза ќе влијаат на младите луѓе, зашто постарите луѓе живеат во минатото. Не ми треба мајца, бе, мамо. Не ми треба мотор, бе, мамо. Не ми треба да ми иде горе собата, бе, мамички. Ти ми требаш. Кој се обидува со нови размислувања за идниот живот, за промените на младиот човек, кој што има обврска да го менува светот. Младиот човек има обврска да го менува светот, да ги почитува тоа што беше досега, но едновремено да гради нов однос према иднината, према начинот на современиот живот, на модерниот живот во кој младиот човек треба да гради своја иднина. Живот без цел е камува без глава. А живот со цел е камува со глава и со двоглед и со ентузијазам да лета шо подалеку. Srce me boli, ќе умрем, јамну маман. Неговата главна улога во биолошки динамит. Во драмската представа во која глумеше главен лик и го носеше дејствието на драмата биолошки динамит, кој што требаше да покаже во колкава мера е опасноста од наркоманијата во младиот живот, во уништувањето на младите животи, во уништувањето на свеста на младиот човек, во уништувањето на идеалите на младиот човек. И на таков начин, со својата улога во биолошки динамит, Игор Томески даде пример за пример. Како и младите луѓе треба и можат да се борат против негативностите што современиот живот ни притиска како начин на размислување, но и како начин на живење. Со марихуана нема опасност, а? Добро бе, свите знаеме дека марихуаната е прогресивна опасност. Ќе пробаш еднаш, па сакаш уште еднаш, па уште еднаш и тоа иде у недоглед, бе, људи. Каде бе, каде? Шо ме гледаш? Каде? Браво, вуче, браво! Свака ти час, 10 имаш. Ова те уча на факултет по медицина, а? Биолошки динамит, а? Добро, еве, и да е така. И да е труење унутре у себе. Кажи ми, што му е некому гајле? Дали некој млад човек се труе у себе или не? Што му е некому гајле? Покажа дека немам силе за некоја решителна борба као што од мене бараше мајка. Немам силе. Немам. Знам дека идем у дефинитивна несреќа, брат. Знам.
Гоце! 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 Попробувачот ми се бендисуваше таа порака од ова драмско соробено од овој филм, тоа беше направено како филм, посебно ми се допадна смислата за тоа како со блага сатиричност, со благ хумор може да се побара од младиот човек кој што има обврска да го минува светот, да се минува вистински свет. Дужиш 20.000, имаш 24 часа да ги вратиш. Решив овој филм да го посветам токму на Битовскиот скитник, кој што убеден сум дека ако станете рано наутро, ќе го забележите по градските улици. Едновремено во Прско, како и секој млад човек, може да се види и искрата на љубовта. Љубовта која што младоста загнездува својот гнезд. Зашто без љубов не може да се загнездува ниту живот во човечкиот живот. Good morning, bonjour и добар ден. Јас сум детективот Киро и работам тука. Вие сте? Јас сум Магнет. Нова сум тука, работам како секретарка. Тоа е волшебно. Сакав само да ти го слушнам гласот. Што? Да ми ја чуеш гласот? Јас сакам да ти ја чуем гласот. Да се видиме утре? Може? А сте како ќе се видиме утре на работа? Ќе се видиме на работа. Што велиш да те одвезам во кино? Се прикажува прекрасен филм. Хорор. Извини, Моника, што да смив. Но зошто не ми оказала порано? Зошто ти не сакаше да ме сослушаш? Цело време беше пред мене, а јас тоа не го забележав. Киро е заинтересиран за мене. Треба биде сигурен во себе. Но како да ја вратам? Избори се, Парчко! Избори се! Биди подобар! Докажи дека си подобар! Ако не си среќен, без неа, биди и со неа. Во неговиот начин на книжевно размислување
Наистина се запазува тргунот феномен да се направи допир со стварност. Да се обележи стварноста со сите карактеристики на модерниот живот, на современиот млад човек и во таа смисла, во колкава мера, може да се помогне со порака како да се менува животот со младоста, со промените натрешни во младоста и со промените на вкупниот живот и иднината што ја осекува младиот човек. Затоа, тие мали сатирични пооткривања во неговите дела, па, да кажем, и помалку и ризично, иронично размислување за човекот во својата негативна смисла, не само во позитивната. Зашто во советскиот живот не постои само човек кој што е само добар или само лош, позитивен или негативен. Според Толстој, може да се зборува само за човек кој што во себе ги има сите човечки особини, а ќе покаже една или друга во зависност од околностите во кои ќе се најде. Но секогаш примерот во животот треба се бараат од позитивните ликови, од примерите за пример во човечкиот живот. И ја мислам дека тој во односот и со публиката на представите се обидува да ја вклучи и публиката во размислата за темата на представата, се обидува да најде еден поширок аудиториум во кој може идеалите за современ, поудобен, поубав живот на младиот човек да ги осварува како човек кој што има обврска, како надарен човек да ја шири позитивната енергија кај младите луѓе за нивната обврска да ја променат состојбата на иднината која што би ја прилагодили на самите на себе. Толстој, што добро вам сега? Кај Игор Томески се отвора една поединечна размисла за спротивставеностите на денешниот, но најсигурно и за утрешниот свет, не само за денешниот. Спротивставеност на денешниот, но се разбира и за утрешниот свет. Во таа смисла, Игор Томески треба да биде име за препознавање, наше препознавање. Создадете свет каде ќе бидете слободни, каде само желба и добра волја за лесни се доволни. Верувам дека ќе биде една од новите делови на генерациите што доаѓаат во светот, што денес ќе се зборува се глобално. Мислам дека тој ќе изнесе сите атрибути, зашто се вели дека земјата станува се помала и помала, но припаѓа на целото човештво. Исто така и на нашиот малку македонски народ, кој што е насекаде на светот, на сите должини и ширини, за да покажеме дека сме дел од човештвото, во кое припаѓаме и кое се одразува на нашиот купен живот. Тој е во ситуација сега да споредува со американски начин на размислување, во споредба со наш начин на размислување, со светскиот тренд на размислување, на глобалното размислување, зашто е тоа начин на вкупното размислување во целиот свет и очекувам од него да биде дел од светот, дел од вкупните тенденции на културата, на животот во светот, во кој и ние како македонски народ треба да прифаќаме, но и да пружаме на другите. Зашто и културата е моќ за зближување меѓу луѓето, и културата е начин на обединување на човештвото и мора да влеземе во тој универзален начин на синтеза во светската култура. Верувам дека ќе има сили, дека ќе има такви дела што Игор ќе вовлечат во светската култура, како што досега имавме прилика светски мислители, светски творци да влезат во нашата свест, во нашата култура, така ќе мора да очекуваме и во обратна насока.
Мислам дека за тоа е способен и млад, но повеќе страно талентиран човек и верувам дека е име и за гордење, не само за помни. Ви благодарам на сите што дојдовте. Јас се вратив тука, на оваа сцена, каде што припаѓам, каде што пораснав и каде што мислам дека ми е местото. Овој ден е посебен за мене, бидејќи јас славам 10 години театарско искуство и 11 години пред моето прво појавување пред филмска камера професионално. И ви благодарам што ми го разобавивте денот. Прекрасно да се виде дома. Ви благодарам за прекрасната организација која што преку океански успеавме да ја изведеме. Ме позакувам пријатна вечер и наша одговорност е сега да споделуваме Нобелови вредности и да ја продолжиме оваа традиција. Со овој настан Томески го враќа киното во Тетово, и тоа со оригинално домашно филмско дело. Препорачува дека ваквите иницијативи треба сите заедно да ги одржуваме преку континуирано пласирање на нови дела, со што условите не се оправдување за нашата пасивност.